Абе суртуци ни едни. Токму вие од СДСМ и ДУИ, вие како Заев, Ковачевски, Димитров, Османи и остала компанија, сте тие што целосно ја уништивте позицијата на Македонија на меѓународен план. Па денешна ова влада и магично стапче да има нема да може се да поправи. Па и во случајот со извештајот на Европскиот парламент. Може би да покажевте единство, да застаневте зад владата, барем за вакво прашање од витален национален интерес, може би ќе успеевме целосно да извојуваме победа. Впрочем, како што тоа го прават бугарите кога станува збор за Македонија. Ги тргаците разлики настрана и маваат по нас обединети. Вие што правите? Во желбата за власт, во желбата дека можеби некогаш повторно ќе го превземете кормилото во државата, им се нудите на странците како деме конструктивни. Деме како вие сте на власт, ќе поминат сите барања и уцена на бугарите. И сега кога гледаат странците дека кај нас нема единство, дека има такви кои не се плашат да им се исуши раката и да потпишат било какво предавство, си велат. Па што ако овие сега што се на власт не сакаат и не попуштаат? Има таму едни кои се ќе прифатат. Ај ќе ги почекаме. Срамота. Мислам дека после ваквото однесување на опозицијата на сите ни е јасно зошто со векови немавме држава. Секогаш постоел некој што сакал што повеќе да му се вовлече во таквото на окупаторот, само за да добие нешто за своја лична корист. Наместо да се обединиме и да застанеме заедно зад Македонија, секогаш имало некој кој ете бил на времето со турците, со срби, со грци, со бугари или со било кој. Секогаш имало кодоши и бескичменјаци. Ја не знам, после се што ни се случи во изминативе 30 на години. Не се враќам порано, само во последниве 30 години. До сега секој народ целосно ќе се обединеше и ќе се спротиставеше на ваквите уцени и фашистички барања. Ама не, кај нас има оние на кои поважна им е партијата, нели?